Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Општината со која раководите е на тромеѓето меѓу три држави. Колку е тоа хендикеп, колку е привилегија да се биде меѓу три народи, три држави? Па вака, во секој случај не е хендикеп, туку е предност, затоа што Крива Паланка се наоѓа на коридорот 8, кој што ги поврзува двата главни града, Софија и Скопје, и е од огромно значење затоа што тука поминуваат најзначните патни правци кои што ги поврзуваат овие две држави. Во меѓувреме, ние сме во непосредна близина и со границата со Република Србија, и тоа на некои 25 км од општина Трговиште, 15 км до 20 со општина Босилеград, така да сето тоа и дава една геостратешка позиција на Крива Паланка, покрај она што се природните реткости убавини, и како поволност може да се промовира или да даде допринос во локалниот економски развој. Природно некако сте до Бугарија, меѓутоа имавме политичка ситуација во која што Бугарија веќе има второ вето на некој начин. Колку тоа ви ги забави односите со граѓаните? Не се чувствува на локално ниво, затоа што реално еве ние во моментот имаме проект со општина Дупница од програмата ИПА за прекогранична соработка и сметам дека тоа на локално ниво не се чувствува. Можеби повеќе има последици пандемијата која што ни се случуваше во изминатиот период и оној секојдневен прилив на шопинг туристи од соседна Бугарија е сведен на минимум, односно сега во моментот можеби воопшто го нема, а од друга страна оние меѓучовечки корелации или еве односите кои што ги имаме како локални самоуправи, не се чувствува некакво поместување, блокирање на тие односи и сите работи течат континуирано. Со олабавување на пандемијата се случили малку поголема фреквенција на луѓе, како што е тоа во останатите градови, да речеме. Да, секако се чувствува тука, затоа што од една страна, ако порано прибегнувавме секаде кон оној класичен летен одмор, одење на плажа или слично, во овие година и пол можеме да кажеме дека токму планинските дестинации кои што се во близина на Крива Паланка беа многу повеќе посетени од претходниот период и едноставно луѓето сакајќи да го одбегнат оној секојдневен метеж и гужва во урбаните средини, прибегнуваа кон посета на тие излетнички места. Како такви можеме да ги потенцираме, значи ние од неодамна Осоговието ни е заштитено подрачје на природата од 5-та категорија, локалитетот Градиште во село Градец е прогласен за значајно наследство, културно-историско и во следниот период треба да се истражува и промовира, но и сето она што го нуди непосредно локалитетот Билјино, Осоговските планини во целина како Руен, Султан Тепе, манастирскиот комплекс со сите оние убавини кои што ги нуди, така да се на се во Крива Паланка имаше доста такви дестинации кои што во услови на пандемија беа многу попосетени пред се од домашните посетители, а тоа ќе се случува во текот и на следниот период по релаксирање на овие состојби со пандемијата, се надевам и со странски посетители. Да, додека овде разговараме, зад нас се наоѓа делот во кој што очекувате дека треба да никне експресниот пат, но истовремено и дел каде што треба да поминува коридорот 8, за кој што со години се зборува. Докаде се овие проекти и колку тоа ќе значи промена за граѓаните на Крива Паланка? Па да, ние живееме на коридорот 8 и Крива Паланка го зазема тој стратешки дел и стратешка позиција, како што реков, помеѓу поврзувањето на два главни града, два аеродроми и е централна точка на тој коридор. Со изградбата на овие инфраструктурни проекти, а пред се тука се мисли на 25 км од експресниот пат во кој што во поздина може да се забележат градежни активности кои што се интензивни, а се очекува во најскоро време со сета она постапка и административно уредување на тие постапки, отпочнување со изградба на железничката пруга која што треба да биде некаде во висина од 500 милиони евра и тоа е најтешката делница од Крива Паланка до граничниот премин со Република Бугарија, но и сето она што го имаме, значи како инфраструктура, гасоводот кој што поминува низ Крива Паланка, водот, електричниот вод кој што далековод кој што влегува од Бугарија во Република Македонија и сето тоа се на некој начин предности кои што ги нудиме. Во исто време сакам да потенцирам дека покрај изградбата на тој експресен пат од 25 км веќе имаме целосна реконструкција на магистралниот пат кој што доаѓа од Ранковце до Крива Паланка и од Крива Паланка до Девебер, тоа е во некаде должина од 36 км,
во делот на Ранковци Крива Паланка беше извршена само рехабилитација на постоечката коловозна лента, која што е целосно завршена. Сега се одвиваат активности од Ранковце, односно Страцин кон Куманово, но во исто време и проширување со трета лента на патниот правец во некаде должина од 10 километри од излезот на Крива Паланка до граничниот премин. Тоа значително ќе подобри таа локална инфраструктура. Напоредно на тоа можам да кажам дека во изминатите години упорно работевме на таа регионална поврзаност и ние веќе имаме над 50 на километри регионални патни правци. Тука ќе ги споменам целосното поврзување со граничната линија до Босилеград, односно локалитетот Голеш и граничниот премин. Во моментот се одвиваат градежни активности за регионалниот патен правец кој оди кон село Огут, односно соседна Република Србија и Трговиште, а во меѓувреме деновиве ме информира дека завршен и регионалниот патен правец од Узем до Тораница во должина од околу 10 километри, со што со асфалтирањето на патниот правец од Македонска Каменица до рудникот Саса, фактички ние доаѓаме на некоја делница од околу 25 километри која што треба да биде завршена во следниот период и фактички да имаме многу поефикасен линк помеѓу Крива Паланка и Македонска Каменица, кој што сега во моментот изнесува можеби 150 километри, а тоа ќе се скрати на некои 50 на километри, што навистина ќе биде бенефит за целиот регион. Кога сме кај таа патна инфраструктура, можам да кажам дека напорно работевме на оние локални патни правци кои што ги градевме во руралните средини кои што не постоја, беа од непроценливо значење за жителите кои што гравитираат во овие населени места. Тука ќе ги споменам само населените места во Конопница, два патни правца во село Трново, кај што исто така промовираме еден локалитет кој што може да биде атрактивен во следниот период. Патни правци во Голема Црцорија, она што се гради во текот на следниот период во населба Мизовски ливади во село Градец. Така да се на се, заедно со она локална патна мрежа која што има непосредно во градот, ние можеме да кажеме дека може би имаме некои 20 на километри изградени во руралните средини, тоа нови патни правци, не рехабилитација, туку целосно нова изградба и 10 на километри на целосно рехабилитирани улици во градот, што не се случило во изминатите години, можеби 20, 30, 40 и повеќе. Таа инфраструктура е битен сегмент за она што сакаме да го заживееме или промовираме во руралните средини и да ја вратиме живоста на буквално сите населени места кои што се во Крива Паланка и околу Крива Паланка. Ето, во исчекување на овие два големи проекти, што и останува на општината? Спомнавте изградба на патишта, улици и така натаму. Меѓутоа, во делот на развојот, локалниот економски развој, на што можете да го базирате? Локалниот економски развој зависи од многу сегменти. Ние први мораме да понудиме квалитетно образование и образование кое што ќе нуди работна рака која што може да остане тука на овие простори. Во таа насока ќе кажам дека покрај она што се паралелки во дуалното образование со кој што почнуваме оваа година, имаме 100 ученици кои што ќе се запишат во овие паралелки или веќе се запишани, ќе земаат определен надоместок од 3000 денари на месечно ниво, тоа е секако проект на Министерството за образование и наука, но во исто време тие ученици ќе можат да се стекнат со практични знаења и вештини. Од друга страна, и тоа ќе оправат во текот на неделата во локалните фирми. Од друга страна, за прв пат оваа година воведуваме медицинска паралелка, со која што недостатокот од медицински кадар ќе се обидеме да го надоместиме на некаков начин или да ги задржиме тие ученици кои што заминуваа на продолжување на своето образование во Куманово, Скопје, Штип или околните општини. Тоа квалитетно образование ќе генерира кадри кои што ќе продуцираат нови работни места кои што ќе можат да бидат едноставно тука во нашиот град, со што ќе запреми миграцијата, а со целиот оној дел кој што го набројавме како локална инфраструктура, подобрување на условите за инвестирање во Крива Паланка, се надевам дека ќе привлечеме внимание од инвеститори кои што би биле од можеби домашниот или интернационалниот пазари да инвестираат во мали преработувачки објекти. Крива Паланка можеби нема некаква тешка индустрија, освен она што е рудникот за олово и цинк Тораница, со кој што стопанисува Булмак, односно фирмата од Бугарија, и таму се ангажирани во моментот, тоа е најголемиот капацитет од околу 370 вработени лица, но во исто време можеме да се повалиме дека за делот европскиот пазар, тука се изработуваат дел во човарската индустрија, но дел и од конфекцијската индустрија
и тоа се погони кои што ангажираат некои можеби по 50 на 100 вработени, дел од нив се за производство на ХТЗ опрема. Исто така тука можем да спомнам фирмата Демастил која што можеби единствено извезува на кинескиот пазар, што е малку чудно затоа што сите кога увезуваме од Кина, тие извезуваат на кинескиот пазар и тоа се пред се детски играчки, пластични топки или други видови на производи. И секако она е малиот бизнис, односно угостителството, трговијата кој што се сега носителот на тој локален економски потенцијал со кој што треба во текот на следниот период и да го стимулираме, но и да го унапредуваме дали со субвенции од централната или локалната власт. Да, на крајот сте од својот мандат. Што можете да кажете од аспект на менаџер на една општина, да кажам, наспроти она што пред да дојдете на оваа функција го работевте? Има ли голема разлика? Па да, дека има разлика во секој случај, затоа што секоја обврска или работно место, позиција си носи своја тежина, своја одговорност. Но јас си кажам дека да се биде градоначалник на една општина не значи да се едноставно бидеш шеф на она општинска администрација, туку тоа значи колку самите себе ќе се вложите и ќе направите во текот на својот мандат за својот град, за своите сограѓани, за сето што можете да го опружите како идеја. Јас потекнав од невладиниот сектор во кој што работев некои 15-16 години, ефективно и оттаму само носам позитивни искуства и линкови со мои соработници кои што ги имав во тој сегмент, дали се тоа меѓународни представништва, меѓународни организации, институции со кои што соработувавме во тоа време, но и проложувањето на тие линкови кои што дадува посебен ефект во менаџирањето со локалната самоуправа. Ќе се пофалам и тоа постојано го потенцирам дека ние можеби имаме во моментот соработка со десетина амбасади од кои што имаме директна помош, дали се тоа во возила, финансиски средства или некаков друг вид на помош од административен аспект, подготовка на некакви акциони планови, програми, студии или стратегии, но од друга страна ќе се пофалам со тоа дека општина Крива Паланка е лидер во искористувањето на европските фондови. Имено е единствена општина која што има имплементирано или имплементира во моментот проекти од 3 различни програми. Тоа, како што споменав, со Република Бугарија, со Република Србија, со општина Лесковац и со Република Косово. Така да сметам дека тоа е предност и она што го имав како свое животно искуство во мојот поранешен дел од таа професионална кариера, би рекол, сега е преточено и како симбиоза споено со сето она што се случува на локално ниво. Мандатот, како што рековте, да, беше можеби многу напорен, многу изискуваше многу пожртвуваност, многу енергија, многу откажувања, дали тоа е во делот на приватниот живот или оние секојдневни работни навики кои што ги имаме, но затоа сум гор, затоа што, како што реков, можеби ние во изминатиот период со целата ова инфраструктура која што се случуваше на централно ниво со изградата, како што реков, на овие делови од само патната инфраструктура во која што имаме можеби над 130 на километри нови патни правци, не зборуваме тука за рехабилитација на селските патни правци, со сето она што го правиме, на пример, во делот на регулацијата на Крива река и разувувањето на непосредниот дел на градот, кој што се некаде можеби над 2 километри на регулација на речни корита, речни сливови, кој што на некој начин и дава посебно убави на централното градско подрачје, со она што во моментот се прави со изградата на новиот градски парк и плошад кој што е сериозна инвестиција од 48 милиони денари, со она што го направивме во промената на 2,8 километри од азбестни цевки и подобрување на водоснабдувањето на Крива Паланка, замената на 4500 водомери, сега во моментот се врши замена на 2100 улични светилки со лето светлување, односно штедливи светилки по ЕСКО модел, со сето она што го инвестиравме можеби во делот на спортските објекти кои што ги имаме можеби десетина број, со сето она што го направивме во сферата на образованието, подобрувањето на работата на сите училишта во кои што имаме инвестиција, во промена на фасади,
столарија, натрешни делови, тоалети, ходници или слично, кабинетската настава, опремувањето со сите оние активности кои што ги имавме во предучилишното образование, кај што само од детската градинка за овие 2-3 години со инвестицијата во нов кат на детската градинка и обновата на вториот објект на детската градинка имаме некаде над 35 милиони денари инвестиција во предучилишното образование, со сето што го правиме во делот на децентрализацијата на социјалните услуги, затоа што општина Крија Паланка веќе има 20 лиценцирани негователи кои што ќе пружат услуги во домашни услови на лицата на кои што тоа им е потребно. И што уште може многу да се набројува, затоа што веќе кажам само во текот на овие 3 години во Крија Паланка пристигнали, ќе пристигнат во меѓувреме, очекуваме уште неколку возила, или тоа се вкупно 15 возила кои што се обезбедени, и тоа најчесто нови возила за потребите на локалните институции, почнувајќи тука од јавното комунално претпријатие во кое што значително подобривме услугата за третирање на комуналниот смет, се тоа што се потребна механизација за работа во руралните средини, како што се пробивање на нови патни праци или таа механизација која што е неопходна, механизација во делот на зимското одржување, еве возило кое што го очекуваме во текот на денот да стаса од Словенија како донација за територијалната противпожарна единица, ново возило за Црвениот крст, кој што е преку проектот за грижа за стари и изнемощени лица преку Министерството за труд и социјална политика, ново возило исто така за дневниот центар за лица со посебни потреби, 7 или 8 возила, како што реков, нови за јавното комунално претпријатие за собирање на смет. Сето тоа е еден капитал кој што и дава дополнителна вредност на Крија Паланка и едноставно влијае на подобрување на условите за живење, но и она, како што рековме, во економски аспект, за можности за инвестирање, за привлекување на странски инвеститори, но и желбата да се остане тука, да се твори, да се делува за својот град, за својата општина. Така да се на се предизвикот беше огромен да се прифати таа функција во 2017, кога знаеме во каков момент е превземена, но во исто време и амбицијата за тоа како приказна да се продолжи во текот на следниот период, затоа што верувам и знам дека имаме уште многу работа која што треба да завршиме и да и дадеме една поинаква слика или лична карта на Крија Паланка со која што сите се гордееме. Така, и сега од аспект на овие 3,5 години, речи си 4, колку што сте на градоначалничката функција, што според вас треба да се промени од аспект на закони, од аспект на обкружување, услови за работа и така натаму? Имаме многу недоречености во многу области. Еве, како еден или основен ќе го земам законот за градење или со сите оние постапки кои што ги имаме почнато или се во фаза на легализација на објектите кои што биле претходно во некаква состојба на незавршеност или ставање во некаква рамка. Имено, сега тој закон за легализација на тие објекти е стопиран, затоа што рокот истече после 10 годишно спроведување, но ние навистина имаме многу предмети кои што стојат во канцелариските простори на административните службеници, се чека на носењето на тој закон. Како што реков, може би еве законот за фискалната децентрализација, сите оние закони кои што се пак ќе кажам во сферата на социјалната заштита, здравството, образованието, имаме многу подзаконски акти кои што се во колизија со самото законско решение и сето тоа ја оттежнува работата и секојдневното функционирање на општинските служби. Така да во таа насока сметам дека и законодавниот дом, односно парламентот и владата се заземат и многу поефективно и брзо ќе се решаваат или надминуваат овие состојби, затоа што со самото ставање на стендбај, овие проблеми се таложат и тлеат и тоа создава многу лоша слика и за нас како локална администрација, но и за централната власт. Така, во однос на дуповите, бидејќи ги споменавте и дивоградбите, ви стои ли уште многу работа? Па јас можам да кажам дека ние и начално бевме блокирани со сите тие плански акти, затоа што Крија Паланка во моментот покренавме постапка и водиме постапка за носење на нов ГУП на Крија Паланка. Истиот кој што беше донесен 2013 година беше целосно погрешен, неупотреблив
и заради тоа моравме за еве краток период од неколку години само да почнеме нова постапка и исто сега се наоѓа во Агенција за планирање на просторот. Се надам дека се дадени последните насоки кои што беа од Комисијата за урбанизам испратени до нив, се постапува во тие забелешки, сугестии. Ние во скоро време, можеби до крајот на летниот период или до крајот на годината, ќе имаме целосно нов ГУП на Крива Паланка. Напоредно на тоа и од што зависи носењето на локалните дупови е поврзано со генералните урбанистички плани. Ние во неколку такви детални планови имаме кошница баш околу дефинирањето на тие намени и во делот кој што не можна да се изреализираат целосно на крај. Во таа насока ќе кажам дека урбанистичкото планирање е еден од битните сегменти за локалниот економски развој, затоа што ние имаме иницијативи и од приватни субјекти кои што сами ја водат постапката за изработување на тие планови, но тоа трае премногу долго. Значи мораме да ја ефектуираме целата постапка и да ја забрзаме, затоа што ако еден инвеститор има потреба од промена или носење на такво решение, а тоа трае со години, верувајте дека самите се откажеме. И тука нема да имаме ниту нови инвестиции, ниту развој на локалната заедница, и во таа насока сметам дека тие постапки треба да бидат многу поефективни, колку што е можно повеќе скратени и забрзани до максимум за да имаме ефект од целата оваа постапка. На крајот сме од овој разговор, што е тоа што остана нереализирано или што би го порачале на некој следен доколку не бидете вие на местото на градоначалник, околу што треба да поведе посебна грижа? Имаме многу сегменти кои што се започнати, а не се завршени. Јас се кажам еве само во делот на нашата регулација на Крива река, значи ние оваа година направивме и претходната некаде околу 1,7 километри, регулацијата со мајор коритото, минор корито, оние сите содржини кои што се околу Крива река во централното градско подрачје, значи уредувањето на самите детали, но и она што значи управување на комуналните води, затоа што Крива Паланка нема пречистителна станица за фекални води, треба да се посвети доволно внимание за управувањето, односно начинот на третирањето на овие комунални води, но во исто време и управувањето со смет, затоа што ние пристапивме кон оригиналното управување со смет, треба да се рекултивира постоечката депонија во Крива Паланка, но и да се пристапи кон селектирање, рециклирање и третман на овој комунален смет во оригиналната депонија во Свети Николе. Во исто време, она што ни е најголем потенцијал за Крива Паланка, тоа е осоговието. Ние треба да пристапиме кон реално изградба на нова инфраструктура на овој локалитет и веќе сме во фаза на отпочнување на еден изградба, односно очекуваме средства за изградба на еден патен правец кој што ќе го подобри поврзување на градот со Калин камен, Руен, Султан Тепе, но во исто време значи ќе мора уште многу да се работи по делот на енергетската ефикасност, искористувањето на алтернативните извори на енергија, како што е сончевата енергија, енергијата од ветерот, затоа што имаме најава и од владата дека на овој простор има интерес за изградба на околу 60 на ветерници. Она што е подобрување или продолжување со таа локална инфраструктура, затоа што ние во текот на овие неколку години изградивме можеби околу 5 километри на канализациони системи, затварањето на сите тие постапки околу комплетирањето на тој сегмент, да се инвестира многу во младинските политики, затоа што со отворањето на Европската куќа ние направивме само едно мало катче во кое што младите се собират и секојдневно имаат активности во кои што ги изразуваат своите креативни вештини, знаење и умење, своите таленти, но во исто време се дружат со своите врсници од другите европски држави, да се инвестира уште многу во сферата на образованието, затоа што процесот на дигитализација само отпочнува оваа учебна година, но она што се значи реално трансформација на тој процес треба и ќе трае уште многу долг период и долги години. Да, и сосема за крај, која е накратко вашата визија за модерна и урбана Крива Паланка? Мојата визија или посакувано нешто кое што можеби сакам да го видам после 10 години, дека тоа е едно мало уредено градче кое што е во пазовите на Соговието, ги ужива сите убавини на она што се нарекува чиста, незагадена животна средина, со изобилство на
природна органска храна, задоволни граѓани кои што ќе имаат соодветни работни места и тоа добро платени работни места, но во исто време и коридор, односно дестинација, која што ќе биде посакувана да биде посетена не само од домашните туристи, туку и од странски туристи посетители, и се на се едно место во кое што сите ние едноставно ќе ни биде пријатно и да живееме и да твориме, но во исто време да бидеме горди за тоа што го имаме, затоа што Крија Паланка буквално ги има убавините на овој свет, само исто треба да биде искористено и испромовирано, а сите ние да ги чуваме тие убавини со кои што навистина можеме да се гордееме. Ви благодарам за разговор. Ви благодарам и на вас за одвоеното време. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk